Здраво на сите кои што не гледате во моментов. Ви благодариме за се што правевте за нас изминативе денови, изминативе години и што правите. Сакаме да ви кажеме дека сме многу среќни што ви имаме вас, што ја имаме вашата поддршка. Многу е јавно, веќе знаете дека навистина поминуваме тешки моменти и мислам дека без вашата поддршка и без се што ни пружате не би можеле да го направиме се ова. Зочко, здрави на тебе. Здраво, добро дојдовте со Петар у мојот дом, домот на коњите. Многу ми мило што и овакви моменти продолжуваш да се смееш. Ова е некоја десетина минути видео во знак на благодарност за вас и да ви известиме што се случуваше и што се случува. Да. Знаете дека изминатиот период објавив јавно барање за поддршка од вас во вид на донации за Зоки да може да се лекува. Планот беше да се лекува во Македонија, но поради преголемата поддршка од вас, Зоки во сабота оди за Турција. И пак ја повторам, сме ви многу благодарни за се и да се надеваме дека Зочко ќе оздрави, ќе биде добар за да можеме од септември да почнеме пак. Со нов лимит. Кажи ми, Зочко, кажи ни од каде започна све ова, малце процесот да ни го објасниш. Процесот е многу смешен. Чудни се патиштава господови. Пред 3 години бев во Катланово, имам дамо куќа, поливав цикињата и носев овие рименки пастолки, се лизнав, се направив шпага и вечерта ми искочи тука на ногата едно кој топче. Мислам дека сум го зезнал мускулот, ама искочи дека тоа е сарком кој го извадија во државна болница после 4 месеци и беше 750 грама. Мислам дека тука заврши приказната. Тоа ти беше првата операција? Да, првата операција кај доктор Џонов во државна болница на пластична хирургија. И после година дена ми се појави пак на истото место. Доктор Џонов вика, Зоки, ова не ми се свиѓа, рецесивен е туморот, односно канцерот и ќе мораме да одиме на хемотерапија. Така да хемотерапијата ја примев исто во државна болница, кај доктор Игор Стојковски, сега е директор на таа онкологија, и за кратко време се појавува и туморот на стомак. Добро, хемотерапија баш ти наштетија? Хемотерапиите мислам дека ми го уништија животот, затоа што првите 2 хемотерапии јас не знаев дали ќе преживеам. Од 90 кила ослабев 68 и ми се смени начинот на живот, односно нема више вкус за храна, немав за вода, кога пија вода мислам дека е нафта и се што јадев не знаев што јадам, нема вкус. Така да хемотерапијата мислам дека и лошо влијаеше на мојот организам, не ја прифати. Примев 4 хемотерапии. Направивме пауза од кога ми се појави туморот во стомак. Не смеам да примам хемотерапија, додека тој е во мене. Иако ова не ми е прв пат да одам во Турска, во април месец бев месец дена на испитување таму, така да тогаш се потрошија многу парички и ова ќе биде втор пат во Истанбул, така да држате ме среќи. Добро, државна ти рекоа дека треба да чекаш? Да, државна ми рекоа дека треба да чекам на крај на септември. Мене не ми се чекаше, тебе не ти се чекаше. Или ти се смееш во овие моменти, но јас... морам да се насмеам. Но јас сакам да кажам, колку и да звучи ова траурно, дека доколку не се направи операција, Зоки има уште неколку месеци живот. Така е. Тоа ни е кажано и затоа јас потегнав дека не смееме да чекаме. Така е. Парите кои што ги спомнавме, Зоки во моментов не можеше да си ги дозволи. Да. Сите му помагавме, сите бевме до тебе периодов, меѓутоа овој пат фала ви на сите. Стварно е многу битно што сите буквално гледачите се тука. Така е, јас сакам да се благодарам јавно на цела Македонија. Тоа го постирав на Инстаграм затоа што не очекував дека после 20 години кариера да сватам конечно дека Македонија ме сака. Затоа што претпоставам дека преку нашиот No Limit подкаст сватија кој сум и што сум. Јас се обидувам цел живот да бидам насмеан, позитивен, ведар и во овие тешки моменти да бидам со насмевка, затоа што сватив дека ако се затворам дома во овие 4 ѕида,
нема ништо да направам од себе си, од мојот живот. Кога сфатив дека периодот е краток, тогаш се алармирав. Стефан, фала ти од срце за се, затоа што ти беше иницијатор на тоа се и ја апсолутно сум ти ненормално бескрено благодарен. Ја ти кажав од почеток дека сме заедно во ова. Да. Поради вашата поддршка имаме убави вести. Да. Зоки... Во сабота тргам за Истанбул. Во понеделник ме чекаат првите испитувања во коч болниците, тоа е American Hospital во Истанбул. Интересна информација да ти кажам, таму се лечи Ердоган. Така да може да го сретнем во некој ходник. И денак имам испитувања. Здравје Боже, четврток, петок најверојатно ќе ме оперираат. Не знам дали ќе биде ласерски или ќе биде со сечење, не е битно. Битно да кажеме дека во понеделник имаш испитување повторно, кој што чинат околу 3.000 евра. Потоа ќе дознаеме која е вистинската сума за операцијата, затоа и не сме објавиле јавно дека сумата е собрана и дека ги затвараме самите донации. Затоа што јас не знам што ќе ми кажат во среда, вторник среда. Интересна работа е што пак ќе се наставам малку сам со себе. У сабота ми е роден ден. Следната, ама ќе најверојатно ќе прославам во Коч. Јас да ти кажам една работа сега, тој ќе види првиот роден ден од новиот живот. Така е, дај Боже да е така. И интересно и ова дека Кристина од Хера имаат канцеларија тука во Македонија, со неа сум во контакти и преку неа ова се отида, ме најавила како голема јутуберска звезда. Така да, Стефан, сега сме познати, а и ти во Истанбул. Добре, ти кажав, мило ми е што и во вакви моменти знаеш да држиш енергијата, да бидеш... Па што да правам? Знаеш како, цел живот ми е позитивен, јас верувам во позитивна енергија, во Бога, верувам во добри луѓе како тебе, како луѓето што донира од цела Македонија. Не можам да набрам кој се ми се јави, дури и од еве една интересна информација ми се јавија од председателскиот кабинет, што мене ме воодушеви. Ми се јавија многу бизнисмени, обични луѓе што не ги познавам. Се јавија многу луѓе од естрада, се јавија и неколку фудбалски репрезентативци. Така е. Дури и луѓе од естрада со кои не сум комуницирал со години ме постираа, тоа се Каруна Гочева и Елена Ристевска. Така е. Со кои немам комуникација професионална, ама и те и они ми се јавија. Сакам да ги поздравам буквално цела естрада, од Антонија Гиговска, Денка, Панчо и Андреј, до Слаткар, до Врчак. Врчак ми напиша преубава порака, ја чувам во инбокс. И така да не ги набројам сите. Сите објави. Да, сите објавија. Тамара дојде со Калиопи. Многу ми е битно што сум 20 години во естрада и конечно таа естрада ми врати се добро. Кажи ми, сакам да ветиме нешто. Да ветиме. Да се вратиш, да те видиме здрав жив. Студиото го спремам лично јас без лимит, ќе биде многу интересно. Покрај шоу бизнес забавниот дел, да се посветиме и на хуманитарни акции. Така е. И на ваков начин... Тоа ми е желба голема. Да, малце да го промениме начинот на функционирање, да викаме луѓе кои што има потребна помош, да одиме кај луѓе кои што има потребна помош и да вратиме за ова. Така е. Еве се на сите што имате некои здравствени проблеми кон мене, јас ми дозволија да го кажам ова од болницата во Истанбул. Сите македонци што имаат проблем како мене имаат 30% попуст на сите операции во Истанбул. Реши си ти работа, Зочко, ја ти посакувам многу среќа, среќен пат. И те чекам на аеродром прв кога ќе се вратиш. Ќе направиме ни видео како тргам со авионот и како сум таму. Тоа им го ветив и на Коч, така да ќе може да го објавиме на Инстаграм. Ајде те гуштам. Ајде, да се поздравиме. Да се ми здрав и жив, да бидеш добар. Ја ти посакам само среќа, убавини. И кога се вратиш да си прославиме за твоето здравје. Ајде, види го се. Ќе бидеш добар, важи? Значи, ова ти е шанса за животот. Фала ви на сите. Фала ви за се, дечки. Да сте ми здрави и живи. Зочко ќе биде добар. Thank you very much. Чао.